5 семејства во ризик и 5 семејства од ДСОС детското село ќе добијат по еден електричен уред, донација од колективниот постапувач Нула отпад. Компанијата денеска потпиша договор за соработка со Црвениот крст на град Скопје за селектирање и реупотреба на стари, но исправни апарати. Колективниот постапувач Нула отпад со поддршка на Црвениот крст на град Скопје и СОС детското село ќе има пристап до социјално загрозени семејства на кои им е неопходен одреден уред во домот за да го остварат основното право на пристоен живот. Целта на оваа соработка е да им се помогне на лицата кои живеат на работ на екзистенцијата и немаат можност да си купат нов електричен апарат, така што Нула отпад по воспоставената комуникација ќе го преземе апаратот пошто ќе следи проверка и доколку е во исправна состојба, истиот ќе се донира. 0702363 е еколинијата на која граѓаните пријавуваат што како уред тие поседуваат во својот дом, каде што од прагот на нивниот дом, значи буквално дали сте од на 6 кат со живење, има лифт или нема лифт во зградата каде што е граѓанинот, уредот се превзема бесплатно. Ние го организираме текот на управувањето со електронскиот и електричниот отпад. Одзивот на граѓаните на нашата телефонска линија ќе зависи од тоа колку ќе биде донирано. Иако во моментот подпишавме и со Црвениот крст и со СОС детското село меморандум за соработка за 5 уреди, секогаш велам дека оваа соработка може да се прошири за повеќе уреди, бидејќи имаме многу граѓани кои што се од на работна екзистенција. Марина Матовска од Црвениот крст на град Скопје, кампањата I Choose to Reuse ја посочи како голема хуманитарна акција, од која бенефит покрај социјално загрозените семејства ќе има и животната средина, бидејќи на правилен начин ќе се уништува штетниот електричен отпад. Ние работиме со ранливите групи на население и на годишно ниво се опфаќаат повеќе од 2000 лица во ризик и социјално загрозени лица кои што имаат најразлични потреби. Нашите тимови редовно прават проценки на потребите. Потребата од електрични апарати во домаќинството или најразлични видови на електрични апарати се навистина значи една од потребите кои ги набројуваат и кои што всушност невозможуваат да секојдневно функционираат. Така да сметаме дека оваа идеја ќе биде навистина успешна, дека ќе можеме да задоволиме поголем број на потреби на граѓаните и ќе можеме да го подобриме квалитетот на живење. Република Македонија има проблем со нестандардизираните општински депонии, каде завршува околу 70% од отпадот, или околу 490.000 тони годишно, а останатите 30% завршуваат на непознати локации, најчесто долови, реки и покрај патишта, покажуваат податоците од Националниот план за управување со отпад на Република Македонија 2009-2015.